Почитувани, добар ден. Ја гледате Црвена линија. Во држава каде што секој ден никнуваат нови згради, а просторот станува се потесен, најмногу страдаат токму оние кои треба да се чувствуваат најбезбедно – граѓаните во сопствените домови. Семејство од Тетово живее во дом без дневна светлина, иако ги алармирале сите институции. Наводно, земјата полека се руши под куќите, а жителите од Шипковица ги напуштија своите домови поради одрони. Овие три приказни од различни краеви имаат една иста точка. Државата не контролира кога и како се гради. Кога институциите ќе почнат да го штитат јавниот интерес, а не само да подпишуваат дозволи? Кој ќе одговара зошто градбите станаа поважни од луѓето? Тоа се прашањата кои што денес Црвена линија ви ги поставува вам. Секако верувам дека и оваа Црвена линија ќе ја направиме со богата дискусија, а за учество ќе ве потсетиме дека е доволно да се заврти нашиот добро познат број 023070005. Напомена на самиот почеток за оние особено кои што можеби за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, веднаш намалете го целосно и тонот на телевизорот. А во продолжение се разбира, пред да започнеме со дискусијата со вас, да го погледнеме и прилогот на Александар Самарџиев. Живот без светлина. Една недела по историјата на Телма, ниедна институција не реагираше и не го посети домот на Живка Велјановска и семејството, кои понатаму живеат без дневна природна светлина, поради различни решенија на институциите кои прво не му дадоа, па му одобрија на соседот да прави нов објект. Таа воедно е револтирана што второто, одобрено барање на соседот за градење има добиено правосилност од општината и покрај тоа што таа повела спор пред управен суд, што представува злоупотреба на службена положба кај општинските службеници. Живка ги повикала општинските инспектори кои иако увиделе дека нивната соба останува без дневна светлина и рекле дека нема да преземат ништо и тврделе дека соседот има исправна документација. Беа овдека надвор, снимаја све, прво дупката кој се отвори за подрумите, тоа све беа снима. И шефот на инспекторите, и инспекторот и све беа снима и ништо, викам, ја имамо документ правосилен и не можемо ништо. И до државен право инспекторат у Скопје, и кај нив смо се обратиле, и тие истото ни го одговорија. Како општината што одговара дека има тужба. А свите кај што смо прашали, викаат, штом се води судска постапка, не треба да му става правосилно решение. На барањето за одговор од општина Тетово испратија допис од 2 страници во кои за повеќе работи вината ја насочуваат кон Велјановски. Тврдат дека не били известени од тужителката за тоа дека имало поднесено тужба до управен суд и затоа била дадена правосилност на одлуката, но предметот сепак го доставиле до управен суд. Бидејќи рокот е поминат, а ние не бевме известени дека тужителката има поднесено тужба до управен суд, одобрението за градење стана правосилно на ден 21.5.2024 година. По добивање на тужбата, целиот предмет беше доставен до управниот суд. Живка вели дека општината за ова била известена дури и од Министерството, но дозволиле соседот да си ја користи правосилноста. Ми у Министерство за транспорт и врски бевмо и ни рекоа дека им пратили на општината додека тужбата трае, правосилноста на решението да му го скина, да му го поништа. А тие ништо не направија, продужија. И од тогаш тој со тој документ си ја направи куќата. Општина Тетово одговори дека има постапено по известувањето на Министерството за транспорт и целокупниот предмет е доставен согласно член 7 став 2 од правилникот за начинот на користење на информацијскиот систем одобрение за градење. Сега веќе пред Виш управен суд. Секако на почетокот, пред да почнеме со вклучување на гледачи, да ве потсетиме дека треба да бидете активни, особено на денешната анкета, која што е во текот на целиот ден објавена на Instagram Story. Тоа значи најнапред и да го следите нашиот профил на Instagram,
профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што се објавуваат паралелно и темите, но и анкетите во кои што бараме да учествуват. Еве што ве прашува денес на Инстаграм стори Црвена линија. Верувате ли во институциите кога станува збор за урбанистички решенија? Тоа изгледа вака, имате две опции за одговор да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а во текот на целиот ден и во текот на ова издание се прибираат резултатите, се пресметуваат во проценти и ќе се објават некаде конкретно ова денешно издание. Но време е да ве слушнеме вас. Па еве и може и да ве прашаме, се разбира она што анкетно ги прашуваме оние кои што не следат на Инстаграм. Верувате ли во институциите кога станува збор за урбанистички решенија? Меѓу другото, ќе ве потсетам да бидете активни на социјалните медиуми, затоа што на профилот на Facebook, на нашиот зид на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Facebook, секако можете да учествувате во ова денешно издание и преку пишување коментари. Тоа значи дека ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачи во живо. Да слушнеме што ќе кажат гледачите, значи подсетувам за учество во Црвена линија се врти нашиот добро познат број 02307005 и се намалува најнапред целосно тонот на ТВ приемникот. Пишувајте и коментари и секако учествувајте во оваа денешна дискусија. Почнуваме. Добар ден. Добар ден. Гледам се затемнува. Добро вечер. Добро вечер. Вака. За ова што е случајот во Тетовско нема да има закон. Пошто 40 години сум пешадија, без лимузина, без кола, колите врват, бришат пред мене, значи ни чадор, ни мантил помага, автобуси нема, закон нема, во Страсбург да се обратат, нема да му се дојди. Значи Златко Крстевски, војник во 2001-та, избркане од Кичево, значи нема собствен дом. Значи јас треба да дојдам од Битола пешадија до Скопје 200 километри, 300 до Тетово, да му фрлам 3-4 бомби таму, па да видиш како ќе се Внимавајте на зборовите кои што ги користите. Еве се вклучи Црвената линија. Значи, многу пати подсетуваме, ве разбираме, можете да бидете изреволтирани, гневни. За сето тоа имаме разбирање, но мора да се држиме до нивото, до етиката и културата во произнесувањето, односно во тоа како ги споделувате ставовите. Изоставете го секако говорот кој што алудира на насилство, говорот кој што е полн со омраза, полн со вулгарност и пцоста и така натаму. Црвената линија безкомпромисно веднаш ќе се вклучи. Истото важи и кога пишувате коментари. Навистина ќе сакаме секој еден од нив да го прочитаме, но доколку има, се разбира, непристојни зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, нема да бидат прочитани. Така да еве гледачот ќе му се заблагодарам и ќе го потсетам, повторно може да се вклучи, но овој пат се разбира да не користи фрази кои што алудираат на насилство. Ајде да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас мислам дека во ова време поважно е некој да се изграде куќа отколку живото на друг човек. Значи работата е во тоа што се дозволува, се дават дозволи за градба на објекти што се наоѓаат околу старите куќи и тие стари куќи можат у секој момент да паднат и да утепат некој од фамилијата. А воопшто тоа не го интересира ни општина, никој. Тоа е, значи, во оваа држава таков е законот. Кој има пари ќе владее, кој нема пари може слободно да се истргне, да си умре или да го утепа куќата. Јас живеам во една таква куќа, што цело време морам се во пензискиот фонд да ми во пензискиот старички дом да ми додадат една гарсонера, не ми дават. Молам се во општината да ми дозволат да продадам куќата, не ми дозволуват. Не ми дозволуват да го легализирам дворо, за да не ја продавам куќата,
Значи, јас сум оставена на милост и немилост, како тие кучињата што ги собират по улиците. Само ше бројчи ми фале на ушето. Значи, работата е у тоа што воопшто институциите не водат сметка за Јас ќе подсетам секако и да се внимава на тајмерот кој што одбројува 90 секунди. Ве молам секако да го имате во предвид и тоа, но и нема да заборавам да и се заблагодарам на гледачката за споделувањето на своите ставови со гледачите на Црвена линија. Секој еден кој што сметате дека не ви е доволно времето, секако сте добре додени повторно да го завртите нашиот број. Ние продолжуваме со вас, бидете активни, посетувам и на анкетата, Инстаграм стори е се што ви треба и нашиот профил на Инстаграм и профилот на Телма телевизија, но и пишувајте коментари. Нешто подоцна ќе почнеме и со читање на истите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме во ред. Повелете. Видите вака, зова на крај ја подпишува дозволата градоначалникот. Сите тие документи си ги инвеститорот си ги собере, си ги нулира, ред други работи како што треба, додека на крај градоначалникот става подпис на сето тоа. Се додека нема од општина надзорен орган да контролира што се гради, кај се гради, до кога влегол, кај влегол, тоа нема. Порано имало, например, од комшија до комшија со куќите треба да имаш 4 метра до оградата и он 4 со 8 метра. За провева, за не да Боже и други несакани последици. Ово вака мене ни најмалку не ме се свиѓа. Едно само малку нешто надвор од темата. За ова сите камери што се. Прво, министерот нека земе, нека ги усклади семафорите да работат онака како што треба. Имаме кратки семафори, имаме кратки семафори, широки раскрсници. 3 возила по минут се затвора. И да се врати бројчаникот на сите раскрсници како што беше порано. Со 52 км на час да се казно 53 гледам ново. Тоа е брука невидена. Имаме возила, јаки, ред, други работи, све ред, треба се почитува. Добро, уште ова прашање, ве молам во однос на темата, кој ќе одговара зошто градбите станаа поважни од луѓето според вас? Тоа е пак кривица на градоначалникот. Градоначалникот треба да си зема засука ракавите и да заврши. Ајде ве замолам за наредната емисија за Така, во ред, благодарам и ве што споделивте со нас пред се она за што и ве прашуваме и зборуваме денес со вас, да не се оддалечуваме од темата, но и благодарам и ве што ни укажавте, секако Црвена линија постојано ги обработува темите и се она што не засегнува како граѓани. Ние продолжуваме со вас. Да подсетиме, денес зборуваме за тоа што во државата каде што секој ден икнуваат нови згради, просторот станува се потесен. Најмногу страдаат токму оние кои треба да се чувствуваат безбедно, а тоа се граѓаните во сопствените домови. Ке подсетиме, инспирирани сме од последните случувања со семејството од Тетово, кое што живее во дом без дневна светлина, иако ги алармирале сите институции. Потоа ке подсетиме неодамна на Водно, земјата полека се рушеше под куќите, а жителите од Чипковица дури беа принудени да ги напуштат своите куќи. Па од тука и прашуваме кога институциите ќе почнат да го штитат јавниот интерес, а не само да подпишуваат дозволи, и според вас кој ќе одговара зошто градбите станаа поважни од луѓето? Како што гледате и на Facebook, прашуваме верувате ли во институциите кога станува збор за урбанистички решенија? Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, повелете, ве слушаме. Значи вака, имаше пречезнена испедиција за институциите и сега јас се зборувам воопшто за институциите, не само за градбите, што зборувате. А дали сте слушале за закон Колта или како те викаше тоа во Америка, закон на важно, закон на присвоја, ајде да види. Пошто првиот гледач ви спомна и го прекинавте. Нема потреба, човекот нека се каже што сака, нема наследство, нема ништо, зашто? Значи, пошто институциите не работат, или во претходната емисија имавте дека 9% веруваат во институциите, 91% не веруваат. Сега, треба сите пиштолов појас и издошат да ме полети. Не се заканувам, не станам ништо.
Овдека нема институција што работи исправно. Па ја поддржувам вашата емисија. Пред 5 дена имавте прилично прашање, вие анкета да изјавивте 9% веруваат во институциите. И сега Тинче, тоа е тоа. Значи, ништо не се заканува, ништо нема, него Ве секој слушаме, значи не се споредува со она што го кажа гледачот, а јас си ќе подсетам меѓу другото, еве кој треба според вас да одговара и ќе одговара ли некој еве за ваквите состојби? Наповед закон Колта, Америка пишува пред 100 години. Име гледано ковбојски филмови. Пишува кој побрзо, ти знај тој, ништо друго. Така. Така, добро, благодарам. Ако е тоа се, благодарам секако што активно учествувате, редовно не следите, драго ни е за тоа и продолжете и останете да ја следите црвена линија. За гледачите кои што можеби и не им е до крај јасно зошто се активираше црвената линија пред малку кога свој излагање даде гледаче, еве конкретно ќе ви кажам, моментот кога ќе се спомне дека се добива желба да се употребат бомби, тогаш тоа е говор кој што алудира на насилство. Така да еве и како гледачот пред малку можете секако да поентирате, да го дадете одговорот, но да ги исклучите задолжително погрдните навредливи зборови и секако зборови и речни кои што алудира на насилство и омраза. Тоа е се. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Дали веруваме во институциите градушни? Кога станува збор за урбанистички решенија, да. Се додека тие локални шерифи, така наречени градоначалници по ново, прават што сакаат, а претежно во западниот дел и еден дел од Охрид, нема кој да ги малку заштрафи, тоа ќе биде, ќе тече уште понатака. Туе се парите, туе се чистат тие по ситните риби во прилог на тие побогатите малку. Личи ли она, нека му направат на некој албанец онака да го затвора, ќе видите закон Колта, што рече тој пред малку. Како игра закон Колта. Меѓутоа нашле тамо меко и права што сакат. Се додека тој министерот за транспорт и врски, како не му е срам да излезе, па да види тамо што се случува. Не го кажува пред некој ден тамо на еден медиум, има во Скопје и во Охрид има некој дивоград, биќе ги рушам тие. Нака оди во Чаир нака руши тамо. Нака оди во Кондово, во да ни набројувам сега. Како не им е срам? Се додека нема некој маж да излезе со... Благодарам многу за јавувањето. Само внимавајте на тајмерот, ве молам. Добре дојдени сте, ке подсетам да го вртите повторно и повторно нашиот број, се разбира, за да добиете ново време и можност да се доискажете. Уште еднаш благодарам за гледачот. Сега е време да почнеме и со коментарите на прашањето верувате ли во институциите кога станува збор за урбанистички решенија. Еве што напиша Љубен Ристевски. Пред 5-6 дена имавте слична тема за доверба во институциите. Резултатот беше 9% да, а 91% не. Ова е резултатот од анкетата. Тогаш имаме и денес анкета, па секако нешто пред крајот на ова денешно издание ќе ги соопштиме и новите резултати. Благодарам за господинот Љубен што активно не следи и секако даде удел со својот одговор во денешното издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, вака, значи малку ќе ми даде 90 секунди, но ајде во ред да пробаме. Значи јас сум веќе 15-20 години вработен во градежна фирма како изведувач. Добро. Сега, значи да се случи нешто, потребни се најмалку 5 луѓе да загрешат. Најмногу секогаш ние во јавноста ги, како да кажам, ги блатиме, ги клеветиме изведувачите. Тие не се ништо невиновни. Кога ќе се добие дозвола, кога ќе се добие наредба, професионално се работи и се работат така како што треба. Најчесто сега.
Тука треба надзор да потпише, па на надзорот има друг надзор, па инвеститор. Проектот, кој го потпишал проектот? А не ние што сме направили. Ние мораме да работиме по проект. Урбанистички план, кој го донел? Како го донел? Тука се проблемите. А не во изведувачите. Ние мораме, добиваме цртежи, проекти, не плаќаат за тоа и ние мораме по тоа да работиме. Доколку не направиме според проект, тогаш ние сме виновни. Меѓутоа и тука постои надзор што потпишал дека е направено како што треба. Благодарам многу, еве, што со оглед на тоа како споделивте кој е вашето занимање, вокација, земавте активно учество во Црвена линија, драго ми е и најверојатно можеби за прв пат се вклучувате, но нека не ве загрижува дека времето е кусо. Јас ве охрабрувам се додека трае Црвена линија повторно да го завртите бројот и секако да се надополните со нови 90 секунди. А ние продолжуваме и понатаму со вас. Можевте досега да слушнете најразлични одговори. Прашањата на Црвена линија денес се: кога институциите ќе почнат да го штитат јавниот интерес, а не само да потпишуваат дозволи? И се извинувам, кој ќе одговара зошто градбите станаа поважни од луѓето? Верувате ли во институциите кога станува збор за урбанистички решенија? Добар ден. Ало. Добар ден. Поштована госпожа Тина. Голем поздрав до вас. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вашата екипа и до сите слушатели и гледачи што се јавија во текот на денот во сите дебатни емисии. Да живеат пензионерите. Сега одмah ќе ви одговорам на прашањето. Знаете кога институциите ќе почнат да го штитат јавен интерес? Кога овие политички партии три, значи албанците едни се, вреди ту исти се, ВМРО СДС ќе ги снема од политичка цена. Да дојде од начинот како се работи во правен аспект од Словенија 10 луѓе, да видите како ќе не оправат. Не сум во тек госпожата Прилого што го имате инвеститор кој е, македонец или албанец, што во покрито. Зашто не кажува тебе 3-4 дена? Не сум запознат за тоа. Сега, кој ќе одговара? Никој нема да одговара. Кој одговарал? Што спомна Охрид. Кој може во таа охридска мафија, да не го спомнам, знаат кој најпој ќе гради таму, или во Скопје, во Чајер или во друго. Све дојка ги снема од политичка цена овие три партии, вака вие ќе си пополнувате емисии, ние ќе си избориме, решење ќе нема. Ми е жал за младата генерација, што ќе им оставиме едно беззаконие, еден хаос во државата, во сите сегменти, не само во ова интереса за градење, во сите сегменти. Затоа викам, да ги снема од политичка цена, начинот на работа, како се работи, само ги тера македонците од Македонија. Посебно наталитетот не па... Благодарам за јавувањето и секако подсетувам, останете со нас до крај да слушнете што ќе кажат останатите гледачи во Црвена линија. Меѓу другото, за се она што зборуваме, ни секој едно издание на Црвена линија, па така и денес, не заборавајте целосно и малку подетелно да се информирате и со кликање на telma.com.mk. Наслов на кој што препорачуваме пред се во односно она за што зборуваме денес, да се задржите е следниот: Телма сторија. Во Тетово се гради според народната. На еден да му се стемни, за на друг да му се раздени. Секако ќе подсетиме за наслов, односно за случувањето и од 19 минатиот месец, кога беше објавено дека кривична пријава е поднесена против инвеститори 4 лица, меѓу кои Рамес Мерко, за оштетување на спомен куќата на Владо Манески. Црвена линија секако денес прашува кој ќе одговара зошто градбите станаа поважни од луѓето, кога институциите ќе почнат да го штитат јавниот интерес, а не само да потпишуваат дозволи. Им верувате ли на институциите кога станува збор за урбанистички решенија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Да. Кој верува? Да веруваме во институциите. Знаете што, луѓето ги гледат сега како пари. Ништо, не ги гледат како луѓе, како пари. Ако имаш пари, ќе добиеш се. Ако немаш пари, не можеш ништо да добиеш.
Гледаме кај нас како се граде, било каде, ќе още најдат некаде, важно мушна зграда тука да дојдат до некои пари. Нема никаква правдина во оваа држава, да ви кажам. Градот Мерко, кој е Мерко да дозволе тамо да се граде што не треба? Кој е Мерко? Заврши неговото. Јас му беше. Нели се 20 години доста му беше. И не само Мерко, има puno такви Мерковци како него. Секаде. Ево Скопје нарочно. Да ви кажем, у Скопје е чудо. Кога отидам тамо не може да се знаеш дека е тоа Скопје веќе. Се е направено за некаде. Слушам многу пати, не знајале тие од провинција што да зборат литературно. Не ми ни треба, ја не ти го понижувам. Тоа не е темата, еве, кажете ми, ви се чинили, еве, имате ли насока кој ќе одговара зошто градбите станаа поважни од луѓето? Знаете ли кој треба да одговара? Кој треба да... Тај што подпишува. Тој што подпишува, тој треба да одговара. Тој треба да една, два пати, три пати некој некај најдат, да ги казнат, да ги изгорат тие пари што ги земе, да ги даде 10 пати повеќе за казна, да видите како ќе се приберат, нема да бидат такви. Ама тие земат и за другите што треба, па фатат и таму и за тоа не одговарат се да си мирно. Фала многу и пријатно. Ви велиме, ние големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Пристигаат многу коментари, драго ми е, така да време е да прочитаме каков одговор даде оние кои што еве се искажаа на ваков начин. Тихи Дон напиша: институциите удамна ја изгубија довербата кај народот. Се гради немилосрдно, без усул, кој каде стигне, без и листови паркинзи и без улици. Водно ќе го земе данокот, а и не дај Боже земјотрес ке не врати од пред 2 века. Благодарности до Тихи Дон, а ние продолжуваме со нашите прашања. Им верувате ли на институциите кога станува збор за урбаните решенија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Видите, додека нема група за рушење. Порано во Велес се знаеше, имаше една група така, чим се осети негде дека ќе се гради оде групата, се руши со помош на полицијата. Сега е башибозук, да ви кажам право, башибозук не виден. Инспекторите си ги полнат джебовите, на сиромасите и тие пари ще ги има дават, ќе ги дадат како рушеч, бе рекли по-старо, и нема никого што во нашава земја да се стави таков ред. Па ќе се рушат луѓето, ќе умираат таму. Затоа што некој комшија има пари, ќе даде, ќе се напре куќата, ќе се подкопа сито, другото дозгоре, ќе отиде никому ништо. Што викаат србите, вук појава магарца и готово. Ви благодарам. И ние ви велиме благодарам, нешто покуси од предвидените 9 секунди, но... Нема потреба, нема потреба така, да ако и ова е одговор, секако не инсистираме. Така се прави тоа. Благодарам. Благодарам многу секако за одговорите и активното учество во Црвена линија. Во однос на тоа се разбереве и практично покажавме дека некои од вас поентираат и биваат и покуси од предвидените 90 секунди, но за оние кои што навистина сакаат и повеќе, повторно вртете го нашиот број. Да слушнеме дали им верувате на институциите, особено кога станува збор за урбани решенија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Ја мислам дека треба да се каже Арнујка кој подпишал, кој дал дозвола, иначе да ја пофалам, вие се тие што неутрално им давате да се јават сите 8 канал 5 сите 24, ама јас па за тоа си имам гледачи 70.000, почитувана господи Меследа Ljupчука ди онако. Значи, требаме да продолжиме да се бориме против тие злоупотреби на било која власт, посебно и на поранешната власт која не дозволуваше ништо да се јави, вие ги давате тие емисии, ствака вам част, тоа ти кажам, али мене ми е многу ме боли што, например, нема она што го обеќаа дека ќе затворат казината, не ги затворија. Нити пак на едно место затворија, почитувам на друга хоп, пак го отворија. Ке го разгледаме и тоа како тема, благодарам за сугестијата, но... Нешто, молим те молам, Златна. Во однос на темата ве молам. Не само добра е. Значи, име и презиме треба да има секој прекршок. Да се види каде, кој име. И за кривични дела да и кажуваат не на и борба против дрогата, почитувана, пошто многу се почитувам,
сладка си финанси, се окей, ама борба против дрогата и против казината мораш тоа да успееш ако сакате, мислам. Многу содржањни емисии има и така ве поздравувам, убав ден, убава вечер заправо. Така, сега кој имајте убаво и казината. Така ви посакуваме и ние секако се најдобро, благодарни сме што ве не следите редовно и учествувате во Црвена линија. Но и еве секако ќе го земеме во предвид она што ни го кажавте, бидејќи Црвена линија навистина секојдневно и постојано поставуваме теми за кои што директно се однесуваат на секојдневието и животот на нас граѓаните. Денес конкретно во Црвена линија ве прашуваме, верувате ли во институциите, особено кога станува збор за урбаните решенија? И еве според вас кој треба да одговара зошто градбите станаа поважни од луѓето? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Ме слушате? Да, повелете. Добро, вака. Значи, за промена на детален урбанистички план, како индивидуално лице, значи треба да платиш 15.000 евра и да почекаш многу време да се промени деталниот урбанистички план. А за згради, за не знам што, замоци, не знам кој, се преку ноќ то се донесите одлука од Советот на локалната самоуправа. Значи тоа е селективно. Значи тоа едно се тоа е концес. Значи и за друго. Овде, значи, да речеме, го имам земено како Охрид. Значи, на секоја зграда, значи, не се води за растојание меѓу простор. Значи, на 2 метра секој, значи, имат куќа, индивидуална куќа, измуникли зграда испред самиото на објект. Значи, зграда од 5-6 хата и луѓето, значи, то традет. Значи, едноставно ќе умрет. Второ, значи, кој е виновен за ова работа, не знаеме, значи се знае кој е виновен, значи градоначалниците и државата. Значи тоа е ова срамота, невидена и заштитената зона на Охрид има исто така селективно се дават од Скопје од таму дозволи за градба, значи. Благодарна за вашето учество и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Правилото временско за едно вклучување ни е 90 секунди, така да еве го храбрувам гледачот и него повторно да го заврти нашиот број за да се доискаже за нови 90 секунди. Telma.com.mk уште еден наслов, односно она за што зборуваме денес, на кој што топло препорачуваме да се задржите. Неконтролирано градење на водно мора да запре, апелираат жителите кои се загрозени поради свлечишта. Одрони свлечишта на продрачето на водно повторно го вклучи алармот за безбедноста на граѓаните и нивниот имот. Жителите велат дека неконтролирано градење мора да запре, а институциите конечно да почнат да ја вршат својата работа. А ние ве прашуваме во Црвена линија дали им верувате на институциите кога станува збор за донесување урбани решенија, кој според вас се треба да одговара за настанати, се разбира, настанати вакви проблеми кои што неретко секојдневно сме и сведоци. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Ја би прашал прво по соговорниците, по народот, дали гледаат баре една институција што може да веруваме во неа во оваа наша држава. Барем една институција. Дали не се ради реда? Дали не гледа народот дека ова што се случило во Тетово не е античовечки, не антихумано, најпосле ќе речем дали е антимакедонски. Пошто да плачат луѓето, а другите да вика немој, нема зашто да плачеш, затвори си прозорецот, не мора од тука, ајде иди на другата страна, ќе го види сонцето. Значи, таква срамота, во ниједна држава нема. Да беше Албанесово прашање, па до сега на тој македонец очите ќе му ги извадеа.
А ова сега институциите молчат, владата молчи, владетелите молчат, инспекторите молчат, луѓе му си страдаат. Ете така се освојува Македонија. Пред 1000 години, пред 2000 години, насилници поаѓале по стотина души, доаѓале во село, ќе натепат 20, ќе утепат неколку мина и готово селото е освоено. Село по село ја освоиле Македонија. И на кај Грција, и на кај Бугарија, и на кај Албанија, и на кај Србија. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Останете да не следите и понатаму, а ние продолжуваме и со коментарот на Благоја Петровски. Еве што напиша. Истото што се случува во Македонија со зградите го има и во Србија. Иста работа, баш и бозук. Држави и институции. Тоа се вика легализирани дивоградби или поточно неморални градби. Човек не треба да биде архитект за да види дека не треба да се дава дозвола за градба каде што не му е место. И треба да се има сенс и совест каде се дава дозвола за градба и се гради. Благодарности до господинот Благоја. А ние продолжуваме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Ако сум на линија. На линија, на црвена линија сте. Повелете. Ајде одма да ги најдам виновниците. За мене се градежната мафија, која каде ќе види малку празен простор, сака да постави зграда, архитектите кои што дозволиле да има повеќе од 6, а Скопје не е за повеќе од 4 до 6 прата, за поставување на зградите према ружата на ветровите, а кај во Скопје се поставени на сите страни зградите, на некој начин стопирано е движењето на воздухот и затоа ни се случува со загаден воздух, нема проект, нема премногу магла и така натака. Сега за ова да се реши, ја ми се чини дека сепак треба да се стави мораториум на понатамошна градба во Скопје. А ако се направи тоа ќе дојдеме до некаков ред, до некакво што се вика решение. Ако ништо друго, значи барем ќе стопираме да го не загадуваме повеќе градот. Сега, виновниците сакам да ги најдам. Јас ќе ви кажам, сите тие виновници се во Бутел. Тамо ќе ги побараме, бидејќи сите многу од нив барале правда, ама како Калимеро не дошле до правда, значи си отишле на оној свет, ама не ја истерале правдата до крај. До сега ми се чини дека Скопје, ако имаше добри управители, раководители, градоначалници, Скопје ќе цутеше и немаше да има повеќе меѓу 300 и 400. Благодарам многу за вклучувањето. На прашањето верувате ли во институциите кога станува збор за урбанистички решенија, Цинка Стојановик напиша: немав никогаш, а после вашиот прилог за денешната тема правда нема. Посебно во делот каде албанското население прави што сака, да е обратно, албанецот куќата ќе ви ја сруши, да му затворите прозор. Брука. Ама тоа е во тој дел, за жал, како не се срамат. Благодарности за Цинка, ние продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас уште еднаш ќе се обидам. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Дали се слушаме? Добар ден. Да. Го намаливме тонот на телевизорот? Одлично. Да. Повелете. Не е намален, се слушам. Ве молам, стишете го телевизорот. Сега, момент. Почитувани, еве, додака... Добар ден. Добар ден, се слушаме сега, повелете. Сега, каде е виновницата? Усите. Усите, не верувам баш у никого. Све дека се гради. Ја мислам, Скопје презаситено со градба. Презаситено. Се гушиме. Уште на булеварите да почнат да градат. Ни педа место не остава празно. Па до кога ќе се гради Скопје? Метропола. Треба и воздух малце за овие луѓе што живеат во градот. И на водно почнат да градат, па и водно ќе го срушат. Тоа ви таа убавина, тоа зеленило што го дишиме. И треба да идеме малце воздух, што повише на воздух да се излегува. Кај ќе излегуваме? До пола водно се градивше. И до каде ќе идат? До горе до крстот. И на булеварите да градат.
Ова е више срамота. Срамота. Еднаш треба да се стави крај на град во Скопје. Презаситено е. Ние се гушиме во кисела вода, се гушиме од гради. Преку прозор да се поздравиш. Само јас не знам кои се тие луѓе што ги купуваат становите. Јас не би купила никога стан у тие згради. Преку прозор да се поздравиш и кафе да си подадеш. Благодарам за учеството во Црвена линија. И е уште еден коментар на Снежана Кикириткова, напишала: добар ден Снежана. Сакам јавно да кажам, ништо поминувам во мојата куќа во центарот на Штип. Мојот сосед без никакво право ми ја исече стријата на куќата за околу 1 метар, ми го затвори прозорецот и буквално ми ја одзеде светлината. Наместо да гледам надвор, гледам во зид. Освен тоа, направена е и сериозна штета на самиот објект. Управниот суд 3 пати пресуди во моја корист, но тоа ништо не менува. Во општина Штип и Министерството за транспорт и врски застануваат на негова страна и ги игнорираат пресудите. Инспекции нема, институциите молчат, а јас сама се борам со оваа неправда со години. Благодарам, госпоѓа Снежана, а ние одиме сега со реклами. Се уште сте со Црвена линија, во овој дел од ова издание ќе ги соопштиме и конечно резултатите од денешната анкета на Инстаграм, затоа заследете не во овој момент ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, за да земете активно учество веќе во утрешната анкета. А на прашањето за денес, верувате ли во институциите кога станува збор за урбанистички решенија? Со да одговорија 8%, со не 92%. Овде останува да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Утре сме повторно со нов предизвик, нова тема во која што верувам ќе ви има повторно во голем број. Информирајте се на telma.com.mk и секако не го менувајте каналот, она што следува е репризното издание на Бизнес Објектив. Довидување од мене.